Да, Елена, во ова информативно издание со мене си едни од најгласните поддржувачи на овие протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, кои што денеска 26 ден поред се одржуваат не само во главниот град, туку и во уште 30 на градови ширум целата држава. Од мојата десна страна е актерот Ванчо Петрушевски, од мојата лева страна го имам актерот Владо Дојчиновски. Сепак постарите имаат предност. Господине Петрушевски, денеска 26 ден поред се протестира. Кои се очекувањата? Ние и денес, како и сите денови кои што помина, имаме една зацртана точка во нашето барање, во нашата програма за заедничка Македонија. Тоа отфрлање на тиранската платформа. Безусловно отфрлање на тиранската платформа е потоа можат партиите да прават она што им е задача, она што им е должност. И ќе останеме на протестите додека не се отфрли таа платформа. Кои ефекти ги имате забележано досега од протестите? Дали се зголемува масивноста? Видете се, значи, кога доаѓаше господинот, нема да го кажам неговото име, на сите ни е јасно, а нема да го кажам затоа што тој ниту еднаш не го кажа нашето име Македонија. Затоа и јас нема да го кажам неговото име. На тој граѓански собир, на улиците низ Македонија имаше преку 250.000 граѓани. Сега јас вака ќе кажам, меѓутоа таа не е баш најточната бројка. Зошто? Поддржувачи на оваа иницијатива кои што не беа излезени од кај мене дома, да речеме имаше двајца. Еве пример од кај Ванчо, уште тројца кои биле соврски не можат да излезат. Кај други што познам, 4. Сега, ако тоа го помножиме, еве нека не е по 4, по уште 3 граѓани. Замислете колку граѓани седат за оваа иницијатива и колкава е таа масовност. А зошто седат? Зошто? Па, како што кажа Ванчо, едно е отфрлање на таа тиранска платформа. Многу ли е тешко да се каже да се реши оваа криза? Значи само со еден збор да се каже ние ја отфрламе таа тиранска платформа и понатаму да можат да работат партиите како што сакаат и како што знаат и како што треба да работат. И сега да се запрашаат уште што значи таа тиранска платформа. Како таа тиранска платформа ќе ја реши кризата во Македонија? Баш сакам да знам доколку биде донесена. Дали со тоа се подгоруваат меѓуетничките односи или не? Моментално во оваа земја, значи иницијативата е за заедничка Македонија. Што значи? Македонија во која можат да живеат македонци, турци, албанци, срби, роми, бошњаци, сите тие што веќе живеат тука и што сакаат да власи, сите тие и што сакаат да живеат во оваа земја. Сите тие моментално имаат права во оваа земја. Во училиштата, каде што има повеќе роми, се изучува на ромски, се учи на ромски јазик. Се учи на турски јазик во училишта. Се учи на албански јазик. Во културата исто, и таму е исто. Има албански театар, турски театар. Што понатаму? Дали тоа, ако дојде таа двојазичност, во тој случај ќе се реши конфликтот. Јас верувам дека кризата, јас верувам дека нема да се реши. Напротив, тогаш ќе дојде уште поголема криза и луѓето ќе станат уште повеќе на нозе. Затоа што не е рамноправност, според мене, барем се надевам толку ја знам математиката, 20% и 80% да зборуваат задолжително два јазици. За крај да ве прашам, колку сте задоволни од досегашните ефекти од овој протестен марш? Па, морам да кажам дека масовноста, излезеноста на овие протестни маршеви против тиранската платформа е досега на едно завидно ниво. Мислам дека ќе биде уште помасовна. Ние излегуваме сите на овие протести, не само да го искажеме својот револт кон луѓето кои што сакаат да реализираат таа тиранска платформа.
Ние излегуваме и да дадеме подршка на нашиот еден и единствен председател на Македонија, кој што цврсто застана со својот став, дека нема да дозволи мандатна влада која стои зад тиранската платформа. Оној момент кога таа тиранска платформа ќе се отфрли, тогаш народот ќе се врати во своите домови и нема да излегува на улица, најнормално. Ние не поддржуваме ни една партија, ние не сме против некоја партија, ние не поддржуваме само еден народ, не сме против друг народ. Ние сме сите заедно за една единствена унитарна Македонија, Македонија на сите луѓе кои што живеат во оваа држава. И поддршка на председателот кој што на вистина има храброст да застане зад Македонија, да биде истраен во тоа свое барање и барањето дека не сака да е партија да биде на власт која што ја поддржува тиранската платформа. Ние сме народот кој што го поддржува мислењето, го цени својот председател и ќе стоиме до крај додека таа тиранска платформа не се отфрли. Јас ви благодарам и на двајцата што бевте мои соговорници во оваа линковско вклучување.